Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Денес е празникот Голема Богородица, почитувани слушатели, нека е напомош, а ние пак вечерашнава наша програма ќе ја збогатиме со уште еден профил, откривајќи го ликот на нашиот сонародник Ставре Костовски од село Рудар и Преспа од Егејскиот дел на Македонија. Исто така ќе дадеме и мој коментар на неделата, но најпрво да одиме со прилогот за Голема Богородица. На 28 август го славиме успението на Пресвета Богородица. Кога Господ Исус бил распнат на крстот во Маки, се сетил на мајка си и покажувајќи кон апостолот Јован, рекол: "Жено, ета ти син." Потоа му се обратил на Јована: "Ета ти мајка." И така Марија, по смртта на Богочовекот, до крајот на животот, престојувала во Јовановиот Ерусалимски дом. Целото време до смртта главно го минувала во Ерусалим, обиколувајќи ги местата што ја потсетувале на големите настани и големите дела на Божиот син. Од незините повремени патувања се спомнуваат посетите на Антиохија, на Светагора, која што самата ја благословила, Ефес и така натаму. По пар години и се јавил архангелот Гавриил и ја објавил дека по 3 дена ќе биде упокоена. Таа се вратила дома со голема радост, ги повикала апостолите, кои носени на облаци од ангели, се собрале во домот на Јован. Бил одсутен единствено апостолот Тома. Марија ги охрабрила, ги посоветувала и утешила, пошто мирно го предала својот дух на Бога, без никаква мака и телесна болест. Била погребена во гробницата на родителите Јоаким и Јана. По 3 дена пристигнал Тома и посакал да го целива телото на пречистата владичица, но кога го отвориле гробот, ја нашле само плаштаницата, а телото не било внатре. Таа вечер им се јавила на апостолите самата Пресвета Богородица и им рекла: "Радувајте се, ќе бидам со вас довека." Преовладува мислењето дека на крајот од овоземниот живот Дева Марија имала повеќе од 60 лета. За многу години. Помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647
807 333 9628 или 905 877 8262. Дали сакате да купите ауто, дали сате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел. Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416 725 6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416 725 6335 и побарајте го Васил Кајчевски. А сега да одиме со ликот на нашиот познат сонародник Ставре Костовски. На 1070 метри надморска височина во Преспа, а сега под Леринска околија се наоѓа селото Рудари. Како и во многу други села, така и во Рудари тече селската река со која мештаните ги наводнуваат своите насадени ниви со зеленчуци и слично. Но ова село се занимава и со овчарство. Во Рудари е и црквата Света Богородица, која им е и селска слава. За време на Втората светска војна, а посебно во така наречената граѓанска војна, многу од жителите на селото Рудари се иселија во тогашна Југославија и други источни земји, како и во прекоокеанските, меѓу кои и Канада. Pogledni me, sudbo ti očive, ajde da si kažeme pravo kade zgrešihme. Odnesi me tamo kaj što pritajam, tamo kaj što porasna, sudbo da si ostaram. Lazaro gore, tamo najgore, slika ubava, majko na dušava, lična kalina, ejo damlina, kažna skazna, majko stara, ni napišava.
Teško mirisa silno na goro cveke. Ponašata sudbo kuća golema, tamo da si odmoran, duša ej premorena. Lazarom gore, tamo najgore, slika u glava, majko ena duša. Lična kalina, ejo davnina, kažna skazna majko stara mi napišala. Во ова преспанско село, во виорот на Втората светска војна, во фамилијата на Стојан и Ристосија Костови, се роди во 1942 година Ставре Костовски, еден од 4 нивни деца. Како и многу други македонци ги дадоа своите животи од тој дел на Македонија за нивна слобода, а во така наречената граѓанска војна на тие наши македонски простори од тој дел на Македонија беа протерани и одделени од своите родители дечиња од 2 до 14 годишна возраст, меѓу кои и Ставре Костовски како 6 годишно детинце. Го донесоа најпрво во Битолско, а потоа со група на дечиња во Бела Црква, Србија. Но по кусо време го враќаат назад во Македонија, каде завршува и Виша техничка школа. Костовски посакуваше да оди во прекуокеанските држави, така да во 1968 година стапнува на канадското тло. Но со мисла, љубовта која пламна во Дебар, каде и беше првата средба со неговата сакана Невена Даневска од село Лазарополе, ќерка на Никола и Олга Даневски, во себе ја носеше, за да потоа 1970 година стапуваат во брак со Невена, добивајќи ги двајцата нивни синови Сашо и Дејан. Naše malo, mnogo lični momi, mene samo jedna mi je ašik mi je nevena moma, ej da saka da bide moja, ašik mi je nevena moma, ej da saka da bide moja. Neveno lična, neveno, ti imaš telo vreteno, što ašik imam na tebe, besom su lična, neveno, neveno lična, neveno, ti imaš telo vreteno, što ašik imam na tebe, besom su lična, neveno.
A od penđer nevena me gleda, što mi ja vido i šaret mi prati, i so pogled vozniška mi krade, mislim neka srce ke mi dade. I so pogled vozniška mi krade, mislim neka srce ke mi dade. Neveno lična, neveno, ti imaš telo vreteno, što ašik imam na tebe, besom sum lična, neveno, neveno lična, neveno, ti imaš telo vreteno, što ašik imam na tebe, besom sum lična, neveno. Neveno lična, neveno, ti imaš telo vreteno, što ašik imam na tebe, besom sum lična, neveno, neveno lična, neveno, ti imaš telo vreteno, što ašik imam na tebe, besom sum lična, neveno. Костовски се вработува во Торонто во проектантска фирма и работи се до неговите пензионерски години. Интересно е да се спомне дека овој наш познат македонец Ставре Костовски уште во првите години, а посебно со доаѓањето на неговата сопруга Невена во Канада, кај двајцата нив беше големата носталгија за Македонија. Стана активни членови во првите управи на црковната општина Свети Илија во Мисисага, каде Ставре беше и секретар, а исто така и до ден денес се членови на истата, како и неговата сопруга Невена, која беше неколку пати председател на женската секција на Свети Илија, а Невена исто беше и председател на женската секција на организацијата Обединети македонци. Додека пак Ставре Костовски исто така активен член на организацијата. Со појавување на пензионерското друштво Риверсайд, тој беше благајник и истовремено со сопругата помагаше и се уште помага онаму каде што може, а се разбира меѓу кој е и радиочасот Глас од Македонија. Секогаш во мислата на Ставре Костовски преовладуваше мислата за родното село Рудари, за неправдите врз македонскиот народ, но и спомените од таа Голгота во која како мало дете одише со другите дечиња низ трнливите патишта, каде понекогаш ќе се сопнеше на некој камен, ќе се удреше било тој или другите дечиња и ќе заплачеше, што за жал немаше кој да му помогне. Сето тоа Ставре Костовски, целиот тој терет се уште го има запечатено во неговото срце. И нормално е дека тој со други поранешни протерани деца од егејскиот дел на Македонија, кои од Полска, Чекословачка, Романија, Унгарија, Југославија, овде формира одбор на децата бегалци, поставувајќи си го многу пати и прашањето: што ли сгреши македонскиот народ за да вака патиме, одделени од нашите родни места, а уште е потешко да ни е забрането да си ја видиме татковата куќа, каде што сме се родиле, исто така и да си го видиме селото, каде сме трчале, сме играле, сме се бркале со другите дечиња, а сега да живееме во друга земја и туѓинци да бидеме. Ние сме сите деца бегалци,
егейската Македонија. Ние сме сите деца беганци од егейската Македонија. Лоши луѓе лошо ни направија и од родни места не избркаја. Лоши луѓе лошо ни направија и од родни места не избркаја. Сите земји кај што ние дојдовме, македонското го донесовме. Сите земји кај што ние дојдовме, македонското го донесовме. Татковци куќи изгубивме, славно име наше сочувавме. Татковци куќи изгубивме, славно име наше сочувавме. Трето лето помина, родна куќа не се заборава. 63-то лето помина, родна куќа не се заборава. Горчлива ни била судбината, тугинци да сме во земја родена. Горчлива ни била судбината, тугинци да сме во земја родена. Веќе дојде време да се вратиме и во родна земја да си стапнеме. Веќе дојде време да се вратиме и во родна земја да си стапнеме. И во родна земја да си стапнеме. И во родна земја да останеме. И во родна земја да си стапнеме. И во родна земја да си умреме. Овој наш македонски брачен пар активисти во македонската заедница, нивниот вкаен патриотски дух го предадоа и на нивните синови Сашо и Дејан, а поготово Дејан кој уште од мало дете го интересираше македонската песна Јоро, го интересираше македонската култура и традиција, македонската историја, но многу повеќе му пречеа големите неправди. Неправдите се разбира од надворешните сили. Така да тоа го натера Дејан да се вклучи во политиката и колку што можеше во одбрана на македонското име и македонскиот идентитет. Инаку став ретивок, а невина позборлива и карактер на особа која сака директно, како што се вели, од изворот да излезат зборовите, но од друга пак страна, дел од тоа е што таа е праведна жена и ја сака вистината, но со добро срце, која како и нејзиниот Ставре мечтаат за обединување на Македонија. Иако, како што спомнав предходно за споменот од тие тешки денови, кога народот преквечер полека на средсело се збираше за долгиот пат, во мислите на Ставре Костовски многу пати е истата мисла.
Беше приквечер кога народот почна полека да се собира. Се собираше за долгиот пат. Стари, мажи и жени со мали дечиња тргнаа во колона со единствената нивна желба за посреќна иднина. Тешко беше таа година, крвав беше нивниот пат до границата. Бомби треште, огнови гореа, но егејските бегалци ништо не ги сопираше. Долг и тежок беше нивниот пат до слободата. На крај успеа да ја префрлат границата, но повторно болка. Делба се правеше, чедо од мајка се земаше. Писколтници се слушаа, тажачки веќе се редеа, кои си ги корнеа дури и мајките своите коси, но децата мора да се одделат од мајката, иако беа многу мали и не знаа ништо што станува. Исто како и во песната што се кажува: каде ли мајко да одам? Патиштата мајко не ги познавам, уште сум малечок. Но попусто мора да заминат, а возот со својата песна полека се оддалечуваше од најблиските. За секој речиси македонец тешко е ова што се случува со Македонија и асимилацијата на македонскиот народ, но мислам дека менталитетот го представуваат карактерот на секој чесен македонец кој тој го не сака, а за своето спремење и живото да го даде, зашто нема подобро од своето, секогаш да се биде свое. Илјада 948 Еге наш македонски солзи пролеја од гради топли мајчински решиња се откина, по светот се распрсна, женски игри оставија. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Жално плаче мајка егејска, за вас плаче Македонија. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Жално плаче мајка егејска, за вас плаче Македонија. Далечна е пролета 48-та, далеку е десното, десоминато. Спомета женостана за родна куќа татова. Споро плачен мајчински, мајка не заборавајте. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Жално плаче мајка егејска, за вас плаче Македонија. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Жално плаче мајка егејска, за вас плаче Македонија.
Европа, Канада, Америка, Австралија, а со сложно крена македонците и ние право имаме слободно да живееме во родна куќа такова мила Македонија. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Жално плаче мајка Егејска, за вас плаче Македонија. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Жално плаче мајка Егејска, за вас плаче Македонија. Господин Стеровски, добар ден. Вие сте единствениот македонец во албанскиот парламент како пратеник. Во истиот парламент има и представници, односно пратеници од други етнички групи. Познавате ли некој од пратениците да се декларира како бугари? Значи, само добар ден и мило ми е што ме поканивте да поразговараме и само една мала испрага, значи јас бев до сега, значи до скорешен единствен македонец пратеник кој што се декларираше во македонец во албанското собрание и сега дека имаше представници од други малцинства пратеници, како од власите, од грците, во египтјаните во албанско собрание, но нормално дека немало бугари, бидејќи немаше представник некој што се декларира пратеник за бугари, затоа што нема бугари во Албанија, освен бугарите во бугарската амбасада во Тирана. Но Албанија под притисок на Бугарија од 2017 ги призна бугарите како малцинство на територијата на државата. Колкумина се изјаснуваат како бугари според официјалната статистика или пак официјална Софија се води според издадените државјанства, слично како што прави во Македонија? Како прво, во нито еден попис до сега спроведен во Албанија, нито едно лице во Албанија, албански граѓани, не е изјаснен за бугари. Второ, 2017 година, значи, Албанија под притисок од Бугарија, кога се закани дека ќе попречи во европскиот пат, во последен момент, иако Министерството на дворешни работи, кога го предлагаше предлог закона за заштита на правата на малцинства, предложи признавање на 8 постоечки малцинства без бугарско, во последен момент, недела дена пред да се гласа парламентот под директно закана од Бугарија, Албанија беше приморана само да додади бугарско малцинство, но во законот не пишува каде живее ова малцинство и затоа што и ги нема нити во пописите, во регистри на државата, но главните претензии на Бугарија се насочени живее традиционално македонското малцинство, па кое историски има македонско автохтоно малцинство кое живее во неколку компактни области на границата помеѓу Македонија и Албанија, значи областа на Преспа, Гора, Голо Брдо, областа на Полека и Долни Девар, селото Врбник и Деволската област, така што овие се погранични области кои граничат со Република Македонија. Ако се водиме по бројот на издадени државјанства, кои Бугарија тврди дека се бугари, тогаш би требало ова да се прошири во други делови каде што нема македонци, каде што живеат чисто албанци, бидејќи бугарски пасош во Албанија зема секој албански граѓанин кој може да стигне, но најмногу по бројот на издадени државјанства бугарски во Албанија имаат земено албанците, значи не македонците. Тоа е еден голем бизнис во Албанија, така што кој успеа да плати повеќе ќе земи таков пасош. И во Бугарија никнуваат здруженија на бугарите овде како во Македонија. Имате ли соработка, ги познавате ли кои се? Ние се знаеме сите, значи кои сме, зборувам за делот на Преспа, Гора, Голобрдо, сите се познаваме кои сме.
посебно после 2017 година, значи е засилена бугарска пропаганда. Ние уште тогаш кажавме дека следен чекот на Бугарија ќе биде негација на македонската заедница во Албанија и тоа и се случува во посебно изминатите години. Значи имаме една кампања, примитивна кампања, може да кажем со методи 19 век за асимилација на македонската заедница во Албанија. За жал немаме никаква реакција од албанските институции. Приоритет за Албанија беше отварањето на преговорите за членство во Европска унија и со тоа ја остави ова бугарска пропаганда и дури имаме директно грубо мешање во внатрешните работи на Република Албанија. Ние сите ги знаеме кои се и тие што работат за бугарската пропаганда. Пред се луѓе, значи не само македонци, има и албанци или мешани бракови, или има например пример власи албанци, македонци што работат за бугарска пропаганда, но пред се бидејќи тие се поврзани со процесот на издавање на бугарските пасоши, тоа е голем бизнис и се огромни пари. Така што и Кина, ако предложеше, тие ќе работи и за кинези да права за тие пари. Така што, мислам, се знаеме сите кои сме. Она што не зачудува во моментот е тоа што македонското движење после 90-та година ние секогаш и албанската држава не била толерантна по македонското движење. Ние претежно не признавала делот на Преспа, но не и во власти на горе на Голо брдо и тука беше повеќе значи напаѓано македонското движење, но тоа што не зачудува е што тие лица кои пред се во делот на горе на Голо брдо, кои што се бореле против македонското движење, македонци кои докажува дека таму живеат албанци, значи не живеат македонци во делот на Голо брдо и гора, сега тие лица што ги познаваме работат за бугарската пропаганда. И сепак наша предпоставка е дека тие сепак кога тоа го правеле бидејќи биле врбувани од албанските служби, но сега дали тоа е насок од албанските служби да работат против македонското движење за бугарите или само кој платил повеќе па се ставиле во друга служба, тоа не го знаеме. Но факт е дека тие лица работат за бугарската пропаганда во Албанија. Еве пример, господин Стериовски, Хаджи пируше од Сдруженијето Просперитет од Голо брдо, тој дури и побара помош од бугарскиот председател Радев, тврдејќи дека бугарите со векови се компактно население во Мала Преспа, во Голо брдо и во Гора. Кој е овој човек? Но тој се потекло од Голо брдо. Пред неколку години го имаше на скандал во албанските телевизии како го организира процесот на бугарските државјанства, така што пред се господин Пируши може да ги праша бугарите пред 100 години, поготово делот на Голо брдо, каде што тој има делот на Гора, посебно со македонците со исламска вероисповед, зошто врселе злосторства врз македонци со исламска вероисповед, бидејќи според историските факти, но и сведоштвата на самите македонци во овие региони, Прва светска војна била еден од најлошите периоди за македонци во овие региони, кога биле под бугарска окупација и ако биле бугари, не знам зашто бугарите би ги малтретирале, би ги убивале. И поготово господин Хаджи Пируши потекнува од делот на Острени, па таму и училиштето, Основното училиште го носи името на Елес Кочи, кој што 1916 година како лидер на бунтот против бугарска окупација жив закопан во Голо брдо и денеска што да го носи неговата чест името, така што може да ги праша бугарите зашто не ги признавале за бугари пред 100 години, туку сега ги бараат за бугари. Последната територијална реорганизација на општините во Албанија во 2014 година, општина Пустец остана единствената општина со доминантно македонско население. Вие упорно барате повторно да се вратат две општини во Албанија, и тоа Гора и Голо брдо. Но еве слушаме дека истото го бараат и од бугарските здруженија. Каде е овде вистината? Може ли да се добие? Прво 2014 година, кога се укина, бидејќи во областа на Горе на Голо брдо имаше неколку општини, во Голо брдо имаше 3 општини, во Гора имаше 2 општини кои се припоја со поголеми албански општини. Областа на Голо брдо се 2 општини се припоја кон општина Булкиза во округот на Пешкупија, додека
една општина Стеблево се припои кон општина Либрашт во округот на Елбасан. Вештачки тој округ се подели административно и исто така во горе две општини се припои кон општина Кукс. Тогаш ние како македонци, како Македонска партија, Македонска алијанса за европска интеграција реагиравме, баравме да освен општина Пустец, каде што официјално сме признати како македонци од 1945 година, да може и овие општини да се прегрупираат и да бидат посебни општини, бидејќи укажавме дека со укинувањето на овие општини, припојувањето со поголеми албански општини, дека прво нема можност да во овие општини, албанските општини да се грижат пред се за македонците таму за заштита на културата, на јазикот, на традициите, но и од друга страна нема да посвета доволно внимание со инвестиции конкретно во тој регион и со вработување. И се покажаат нашите загрижености од 2014 година, значи во тој дел на гора на Волопардо скоро нема никаква инвестиција, не само од општините таму, но и од централната власт. Се бројот на прсти, бројот на вработени од овие области македонци во администрацијата на општините, во Булки за Било Кукс, ги нема, скоро ги нема, од 2-3 вработени од области. И така што се покажа дека има потреба нова територијална реформа, не само во скупно и 2014 година, значи таа територијална реформа која тогаш опозицијата бойкотираше, власта сама ја донесе, се покажа дека не е функционална. Ќе има ли промена повторно на територијалната организација? Ќе има некој консензус меѓу главните политички партии, власта и опозицијата, и формирана е специјална комисија, парламентарна комисија, која што на крајот од септември треба да излезе со предлог за нова територијална реформа во Албанија, и ние го поздравиме формирањето на нова комисија. Јас бев заедно со други представници на македонско малцинство, бевме при оваа комисија, не поканија и ги кажавме на нашите мислења, каде побаравме да не општина Пустец со нова територијална реформа да не се укинува и да се применува во општина Преспа, додека област горе го Брдо да бидат посебни општини. Тогаш во 2014 година кога баравме, ние немаше никакво бугарско дружение или некој да се бугарин да бара посебни општини во овие делови. Еве за крај, пописот ќе се одржи во октомври, што очекувате да покажат резултатите? Колку македонци ќе има, каде ќе живеат и ќе има ли и бугари? Па затоа е целата ова кампања на бугарите и притисок, затоа што успеа државата, значи да Албанија да признае бугарско малцинство, но од друга страна ги нема никаде во регистрирана држава. И во овие години, значи кога се признае 2017 година, има и на терен голема кампања за да можат во октомври да извадат бугари. И тоа што нас не загрижувани со албански власти, меѓународните фактори, имаме алармирано дека не само што се спрема фалсификат, но се врши притисок врз македонците за изјаснување на бугари. Пред се Бугарија последните 2-3 години има смената и стратегија. Ако порано за кој го аплицираше албански граѓанин за бугарски пасош, одеше во Софија, сега ги викаат во бугарската амбасада во Тирана, и тоа имплицитно му кажува дека мора да се пишете бугари за да добиете бугарски пасош. Мислам, тоа е директно мешање во внатрешните работи на Албанија. Сепак не сме на амбасада така да врши притисок. Ние, јас и со други амбасадори на европски држави во представништво во Албанија што им дискутираме, и ти категорично го отфрла дека ова е вистина грубо мешање во внатрешните работи, бидејќи ги поминуваат ингеренциите како амбасада, не сме да се мешат. И тоа што се друго се обидуваат бугарите со нивните луѓе што ги имаат тука на терен да можат да ги контролираат описните комисии, и со тоа што тие лица и кои аплицираат за бугарски пасош да може да ги контролираат дали ќе се изјаснат за бугари или не, со закана дека нема да земат бугарски пасош, но од друга страна, бидејќи да се разбереме, пасошите не се бесплатни. Македонци, не само македонци, албанци плаќаат полјарници евра за бугарски пасош. Така што се врзуваат, значи ги врзуваат со тоа, од една страна ги земаат парите, од друга страна ги терат да се пишат бугари, и има и други елементи, значи затоа е и целови притисок на Бугарија по секоја цена да извади бугари, конкретно во делот на
каде што живеат македонците на пограничниот регион со Да. Ќе следиме што ќе се случи со пописот во октомври. Господин Стериовски, ви благодарам што бевте гостин во тема на денот во Дневникот на сите. Благодарам. Тоа беше Васил Стериовски со новинарот од ТВ Сител. А сега со мојот коментар на неделата. Како што слушнавте од интервјуто на македонскиот политичар од Мала Преспа во Албанија Васил Стериовски, вулгарите од нивната новокомпонирана држава од западот наречена Бугарија ги пуштија толку долго нивните татарски раце алчни да зграбат се и се што, а пред неколку дена дури на македонците во Република Македонија почнува да им нудат и по 30 евра како бонус доколку го изучуваат нивниот, како што велат, бугарски јазик. Но за кој бугарски така наречен јазик се зборува кога ние си го знаеме нашиот македонскиот, а тие го позајмија од нас македонците? Со еден збор речено, нивниот сегашен јазик е еден од дијалектите на македонскиот јазик. Но пред да почнам да коментирам понатаму, би сакала да ви представам една бугарска песна, вистинска бугарска песна, со нивниот Кан Аспарух, кои дојдоа со вистински бугарски јазик, па би рекла и вистинската историја што ја кажува сигурно во самата песна, а која можете да ја најдете на YouTube под Волга Татарс Русија, каде ќе видите и пишува и Бугарија. Туған яққа юл тұтамын, туған яқ, ең güzel ғазиз яққа, туған яқ, желі пішкен шақ, туған яқ, ашығым қайынлыққа, туған яқ, талпына күнел, талпына ашына, ярсуына түзгені, Қайынлыққа желек пішкен, тез өреліп үзгіні. Шешеклерінің нендейі жоқ, туған яқ, Хушісілі аллы гүлі, туған яқ, Бұл яқларға бір қайдада, туған яқ, Ештеңнер болмас түслі, туған яқ, Талпына күнел, талпына. Како и еден новинар што го праша Венецки дали нешто разбра што се кажува во ова бугарска песна. Бидејќи двајцата не разбра ништо, па и јас да ве прашам. Дали како што велат од Софија дека сме биле бугари, го зборуваат бугарскиот јазик? Го зборуваме, односно ние, бугарскиот јазик. Ве молам, доколку некој на вистина од вас разбра што се кажува во песна, да ми се јавите за да идната недела вие лично кажете што е содржината. Но, кој е заклучокот, како што рече и Венецки? Не само ние македонците што не го разбираме овој туѓ турски јазик, туку и самите тие во Бугарија, ама баш ништо не разбираат. Може би со исклучок на оние вистински бугари, поколенијата нивни, кои кога дојдоа од зад реката Волга или поточно татарското племе со Канот Аспарух, тогаш Јустинијан ги насели покрај Дунав, нарекувајќи ми ја нивната држава Дунавска држава, а тоа се околу 52 села од Бургас па нагоре. Може би од тие татарски поколенија некои знаат по некој збор. Со еден збор речено дека 95% во новокомпонираната држава наречена Вулгарија се македонци, но јаничари, а кои зборуваат на дијалектот македонски, со исклучок се разбира на оние вистински македонци што си го зборуваат својот македонски јазик. Но прашањето мое е, ако сите наши славни војводи, јунаци, цареви, кралеви ги присвоиат да бидат како што велат бугари, меѓу кои и браќата Кирил и Методи од Солун, Гоце Делчев од Кукуш, тогаш зошто не одат и на грците тоа да им го кажат и да издигнат споменик, или им е повеќе од јасно дека живи нема да се вратат во таа нивна татарска држава. Верувам дека речиси секој од вас станува или во денот мора да си спомне за Македонија, зашто таа е како едно наше јаболко на очите. Ќе повторно стихови, како и порано, на еден наш поет што напиша: Ако сакате да стасате до Македонија, тргнете по сонцето. Ако сакате да ја видите Македонија, ставете го сонцето во вашите две очи.
Ако навистина ја сакате Македонија од дното на вашата собствена душа, никогаш не испуштајте го сонцето од око, туку проврете го сонцето низ иглените уши и со него закрпете ги распарчените делови на Македонија. Еден живот живееме, Македонија целата е, секој да ја знае. Македонија целата е, секој да ја знае. Да, мои браќа македонци, ова што целото мое срце и душа го кажува пред вас, не е само мое чувство. Знам, тоа ве гледам и сите вам. Не е се само да се сака Македонија. Ние знаеме дека светот е многу опасно место, но не треба да се плашиме заради лошите луѓе што ни прават лошо. Ние веќе ги знаеме. Меѓутоа треба да се плашиме од оние луѓе кои гледаат злочини и катастрофи, а ништо не прават. Токму тоа сме ние македонците. Во случајот, мојот коментар, кој би рекла можеби чукање во празна слама, но многу повеќе македонците во Република Македонија, па и во другите делови на Македонија, кои треба еднаш за секогаш да станат и да ги чуе целиот свет повторно, поготово окупаторите, да се дигне прашина со која нивните очи на тие злочинци ќе им ги зараси, а и нивните усти ќе им ги наполни со на иста прашина што тие врз нас ни ја правеа за да занемат за секогаш. Наша емисија завршува. Посакувајќи ви пријатна седмица и благодарност што бевте со нас, почитувани слушатели. Слушајте ме идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога ќе го дадеме профилот на нашиот сонародник Душан Нечевски. Но пред тоа слушајте не в петок на YouTube од 8 часот навечер и напишете The Voice of Macedonia. Вашиот уредник и водител Драгица Велчевска ви посакува добар ноќ и уште еднаш пријатна седмица. I pozdravija Kočeva Tarasa.